Новиот закон за меѓународна и привремена заштита, кој што представува надградба на законот за азил, е според европските регулативи, за да се понуди опфатна и издржана правна заштита на потенцијалните баратели на азил во земјата, велат од Министерството за внатрешни работи. Иако Македонија не е крајна дестинација за бегалците и мигрантите, се покажа дека може да биде дел од бегалско-мигрантската рута, па според тоа и законите треба да кореспондираат со оние на Европа. Сите ние не само на Балкан, туку и во Европа сме совршено свесни дека мораме динамично и сеопфатно да се прилагодуваме кон миграцијските трендови и специфики, носејќи решенија и концепти кои што имаат максимална, како превентивна, така и нормативна, системска ефикасност и по однос на заштита на нашите општества, но и по однос на заштита на правата на мигрантите. Со промените во законот треба да се зголеми регионалната и меѓународна соработка, особено во делот на евидентирање, размена на податоци и информации и слично. Всушност, со овој нов недополнет законски акт се прави значително до прецизирање на одредбите што ги дефинираат статусот, процедурите, постапките во процесот на меѓународна и привремена заштита на лицата бегалци, но и на новините, особено околу условите и механизмите за ограничување на правото за слобода на движење на лицата баратели на азил, при тоа целосно следејќи ги директивите на Европската Унија од оваа област. За повеќе од една година низ Македонија поминаа над 1 милион бегалци од Блискиот Исток и Северна Африка, но само неколкумина побараа азил во државата.